И здраво на сите, Мартин од Јаки коли тука, повторно на одреден плац, а кој плац поточно? На Autoswiss во Охрид. Се наоѓам веднаш тука на улицава, затоа може се слушаат некои бучеви, ама сега ќе влеземе внатре и ќе ги разгледаме сите коли што ги има на овој плац. Оно што е интересно, што го одваја од сите други, е овој предел лево, каде што можете на рад фино и кафенце да ја послужат додека си разгледувате се, мислите која кола ќе земете, која зошто да, зошто не и така. Дури има ете и интересна перална. Така да, доста интересен концепт направен на Autoswiss, а ајде сега ќе ги погледнеме колите што се на располагање, барем во моментот на снимање. Секојаш доаѓаат нови, некои се продаваат и така. BMW X7, ова и ќе ја повозиме малце, ќе ја разгледаме во детали, така да сега многу нема да зборам за нејзе. Направете subscribe за да може да го видите и тоа видео ако ви интересира конкретно BMW X7. Следно гледаме едно Шевролетче со Опелче, Opel Corsa, што се мали градски возила, доста добри за низ градот. Ова посебно ми фаќа око, обично Nissan Micrите не сум ги сакал порано ради некој поженствен изглед што го имаат, ама ова генерација доста интересно е направена. Спортски дури би рекол малце делува, па и повеќе влече сега дури на кај машката страна. Мада тоа е лично мислење на секого. Чисто да ја видиме и однапред како е. Микрада топсија. Не нема да ја возиме, ќе ја возиме првата и последната кола тука на плацов. Како што споменав, BMW X7 ќе возиме и ќе возиме Opel Adam што е он дека на крај. Ама одиме со ред сега. Имаме една Шкода Yeti тука, 4x4 што е TDI. Toyota Yaris од некоја малце понова генерација, кои се ретки на плацеве, да не можете баш често да видите, пошто брзо ги купуваат. Ярисите се доста добро покажани. Ги нема многу по плаци затоа што луѓе или ги возат или па брзо ги купуваат, тако ги има на плац. Punto Evo и 30-ка, да речеме некоја си конкуренција. Не знам, вие пишете у коментари, меѓу овие две, да речеме, што би одбрале? Би одбрал јас и 30-ката, мада и ова не е лошо. Следно имаме една Fiesta, Ford Fiesta, исто градско возило. Nissan Juke, кој што има DCI мотор, доста штедлив, интересен дизајн, некои го сакаат, некои не. Така да, одредена клиентела си има и Nissan Juke секако. И еве го и Opel Адамчето, што ќе направиме едно посебно видео. И застанавме кај Opel Adam, се прекина видеото, пошто и iPhone-от почна веќе да прегрева, многу е жешко, многу е топло, така да не должам многу, ова ќе го видиме во посебно видео. Уште на средина овие две количиња ќе ги дзрнемеш. Една Opel Zafira што е екстра фамилиарна кола, стварно е добра. Баш за таа намена, можда би рекол и број 1, за да си патувате долги километри со цела фамилија. И едно полуксузно BMW имаме овдека. Еве ќе го разгледаме и него. Тоа е тоа. Еве го уште еднаш целиот комплекс. Сигурно ќе има и многу нови возила што доправа ќе стигаат. И стиснете subscribe, стиснете лайк, шер. Се гледаме во некое наредно видео. Поздрав, дечки!